Поштувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на Јаде Бурек на наша ТВ. Иако очекував дека денеска емисијата ќе биде посветена постфестум после симметичното гостување на Мирка Велиновска, во која на некој начин и се предвидоа некои работи кои денеска дигнаа малце притисок во јавноста, да речеме. Затоа вечерва гостин министерката Елизабета Канчевска-Милеска. Господио министерке, добро вечер. Добре дојдовте. Добро вечер. Благодарам на поканата. Нема проблем. Мило ми е што ве гледам вака ведри на смена. Не сум видел онака во издание како што бевте денеска на пресот. Обично многу сте поведри. А целава работа очигледно многу жестоко реагиравте на обвинувањата од страна на СДСМ. Инаку да ви кажам дека имаше отворен повик од моја страна да од спротивната страна да бидат гости за евентуално соочување, но останува и натаму СДСМ ја бойкотира оваа емисија и од нив познати причини. Така да вистина ќе ми беше драго да имаше некој од другата страна за да можевме вака аргументирано да поразговараме за некои работи. Оставам простор ако во текот на емисијата господинот Игор Шема дојде, нема никаков проблем, веднаш ќе можеме да импровизираме. Имаме уште 2-3 столчиња слободни за евентуално соочување на фактите. Имено, значи, господинот Ивановски излезе со тврдење дека не достасуваат документи од тендерите за Скопје 2014. Како што и они предпоставуваат, нормално секој нормален човек ќе помисли кога исчезнува тендерска документација, тоа е основен знак за неколку работи. Прво, или има некој внатре краде, или вие, нели, владата, прикрива, уништува документи, зашто баш Мирка вчера збореше, бидејќи, нели, нашиот бивш председател и рече дека они можел, ако сакал да уништи документи, што беше непоимливо. И баш тоа го објаснувавме, па се апропо, некако многу ми се склопи овие коцки. Или се ова не е точно. Значи, се работи за тоа, ако недостасува тендерска документација, значи се прави некаква манипулација и мене логично ми е да помислам. Сте смувале, криете нешто, значи треба да се заташкаат милиони пари, што предпоставам дека тоа и беше целта на спинот. Еве сега, тука сте и ве молам, денес го објаснивте и да се обидеме и на народов на поедноставно, со малку посмирени страсти, да им објасниме каква е процедурата, што се случува, бидејќи треба да се има една слика како идат сите овие работи. Да. Повелете. Па добро, јас и на денешната пресконференција се извинив нели на меѓународна на јавноста, на нашите граѓани, дека не бе во можност веднаш после обвинувањата на пресконференцијата од страна на Социјалдемократскиот сојуз, поточно од страна на господинот Игор Ивановски, да веднаш излезам на пресконференција, бидејќи бев на службено патување, заминав во вторникот и се вратив синоќа негде околу 12 часот по полноќ. Претходниот ден, значи, пуштивме едно соопштение и во самото соопштение, значи, сосема на крај информиравме дека ќе имаме пресконференција. Сметав дека треба да излезам јавно на пресконференција со аргументи, со податоци, значи, да ги отфрлам сите овие обвинувања кои што беа посочени од Социјалдемократскиот сојуз, дека исчезната документација од милионски суми за проектот Скопје 2014. На пресконференцијата денеска беа пред медиумите, пред новинарите, значи, на една голема маса, презентиравме целокупната документација на сите инвестиции, каде Министерството за култура се јавува како инвеститор. Еве сега и пред вас, значи, ќе ви информирам дека Министерството за култура во однос на проектот Скопје 2014 се јавува како инвеститор на изградбата на Стариот театар, музејскиот комплекс и концертната сала за Македонската филхармонија. Исто така, но покрај овие проекти кои што влегуваат во Скопје 2014, Министерството за култура се јавува и како инвеститор на спомен куќата на Мајка Тереза, театарот во Велес и спомен куќата на Тодор Проевски во Крушево. На пресконференцијата и оваа документација беше презентирана пред новинарите, пред македонската јавност. Само прашање, дали Ивановски не ја следев неговиот прв настап за обвинување на документација?
кога изјавија дека недостасува за милионски, дали посочија за конкретно за кои тендери, за кои објекти се работи или општо Значи, беше јас овде ги кажано? имам интегрално двете пресконференции на господинот Ивановски. Имаше нешто и во медиумите кажано 20 милиони евра, после господинот Ивановски спомнува 8 милиони евра, нели, исчезната документација за музејскиот комплекс и така натака. Затоа сакавме пред јавноста со аргументи, со документација да излеземе. И тоа го направивме денеска и јавно, навистина многу ми е криво што господинот Ивановски не дојде, бидејќи јавно го поканив. Покри тоа што може да изврши увид на документацијата за сите овие инвестиции, да дојде во Министерството за култура со било кој експерт, кој он исто ќе го пронајде, да дојде заедно и за секоја јавна набавка која посочува со архивски број, да дојде, да ја побара и директно да ја види и ќе провери, значи, што има, што нема. Само така може, значи, и он е должен пред македонската јавност тоа да го направи и да каже дали ја има таа документација или ја нема таа документација. Но тоа он не го направи и навистина ми е многу криво. Ја како што кажав и на пресконференцијата, ние пуштивме кривична пријава, бидејќи сепак мојот углед како министер за култура е нарушен, исто така и угледот на самото Министерство за култура и сепак и на државата. Бидејќи вие да кажете такви невистини, лаги и финансиски конструкции кои што, морам да кажам, им се својствени на Социјалдемократскиот сојуз, за мене се неприфатливи. Ние ќе отидеме на суд, така значи ќе се поведе судска постапка. Господинот Ивановски ќе треба да дојде и ќе треба, он сега може да се крие и да не доаѓа, но кога ќе се поведе судска постапка, он ќе мора да дојде во суд и ќе мора да го презентира, да ги презентира тие лаги и невистини кои што ги кажува и да потврди која е таа документација за милионски суми што е исчезната. Он е должен тоа да го направи. Општо, што значи да исчезне тендерска документација? Што би значило тоа? Еве, ја претпоставував дека би значило манипулација и така натаму, но што би значило, еве, за држава, министерство? Еве, вие не сте министер и така натаму. Еве, ве прашувам, што значи да исчезне тендерска документација? Како да кажам, тоа е многу лошо да нема тендерска документација. Значи да немате договори, да не постојат договори што се склучени со другата страна, каде што зборува има финансиски импликации. Тоа би прикажало максимална несериозност на државата. Нормално. Значи, ние како министри, дали сум јас, дали е друг министер, ние документацијата не ја носиме дома или во куфери не ја чуваме. Значи, за таа документација се грижат државните службеници во Министерството за култура. Значи, имаме државни службеници кои што работат во најразлични сектори, кои што се грижат за целокупната документација. Значи, одговорноста е нивна. Значи, мора секој точно државен службеник имаме за инвестициони објекти, потоа има сектор за јавни набавки, имаме сектори за сите дејности, значи секој мора да се грижи за целокупната документација, за сите преписки, за сите документи кои што нели излегуваат од самото Министерство за култура, сите оние архивски заведени документи кои што излегуваат и така натака. Да се навратам значи на ова што пред малку го говорев. Господинот Ивановски се повика на неколку јавни набавки. Јас дел од тие јавни набавки и денеска видов дека се повика, ги носам овде со мене. Бидејќи документацијата кај нас е огромна документација, имаме многу инвестиции. Значи, он се повикува на јавна набавка, каде што кажува дека не постои документација за избор на проект за интериерно уредување на музејскиот комплекс. Значи, конкретно посочиш што недостатъчно. Значи, имаме една јавна набавка прва, каде што е поништена, нели, поради неизбор од некои причини, значи, кои што се наведени во самата тендерска документација, и повторно објавена јавна набавка, каде што е извршен избор. Значи, тоа е оваа папка. Значи, јавна набавка, отворена поставка за набавка и изработка на идеен, основен и изведен проект за интериер на објектот музејски комплекс. Поништена во оваа папка. Значи, и за таа поништената ги имате документите. Да, и втората, да, можете и да чисто отворите. Да видам дали дали е празна. Слободно, значи можете, многу ревностно се чуваа документација, се слува. Еве, од решение за потреба од отварање на набавката до предмет, значи, можете точно да видите. Барање за објавување оглас за додолување договор за јавна набавка. До излезено со
Да, употреба. ова е во службен вестник. Да, во службен вестник. Службен вестник огласен дел. И се Тендерска документација. отворена поставка до долување договор за јавна набавка, тендерска документација, декември 2008 година со оригинален печат и со архивски печат на Министерството. Затоа јас го поканив да дојде. Да дојде и да изврши увид, а не паушални, невистини лаги да презентира пред јавност. Тоа ќе се открие. Мислам, тие лаги ќе се откријат. Дали денеска или утре, или на суд ќе се откријат тие лаги. Така да не е во ред да се манипулира со такво нешто. Значи, се извинам, само да ви кажам, значи тука имате, како што ви кажав, од поништената и од јавната набавка, која што, еве овде пишува, од јавната набавка, каде што е избрана фирма, која што, проектантска куќа, која што го работела проектот за интериерно уредување. Тоа е едното што го посочи. Јавна набавка број 6708 и 8408. Да. Исто така, денеска исто излезе со ново обвинување, утре е закажана пресконференција во 11 часот, каде што кажува дека за Стариот театар нема документација за проектот за сценски технологии, каде што добила фирмата Констанца од Белград. Тоа е сега ќе ви кажам која јавна набавка. Потоа кажува дека нема набавка. Да идеме една по една, само да ги видам да не ми носите празни кутии. Дури ја носам јавната набавка каде што е избрана фирма за изработката на оваа сценска технологија врз основа на самиот проект. Еве, Константа, инженеринг, Константа. Да, он кажува дека ја нема таа документација. Министерство за култура, Република Македонија, 10.12.2007, печат, архивски печат, во прилог на овој допис. Целосна документација. Целосната. Затоа го повикавме да дојде и да се увери во документацијата. Решение за исплата, како одела исплатата. Средства, значи, барање за доставување. Мене како министер ми е во интерес, мислам нормално дека оваа документација мора да постои, како може да не постои документација и да он презентира пред јавноста такви невистини лаги и конструкции. Неприфатливо е за мене. Навистина неприфатливо. Ние ќе одиме, пак ќе кажам. Еве, со корпус деликти докажувате дека тоа што господинот Шема тврди дека недостасува, вие го покажавте. Има ли уште нешто што он тврди дека е исчезнато? Значи, он исто така спомнува, значи овде е јавната набавка каде што е избрана фирма која што ја работи сценската технологија врз основа на овој проект. Нели прво се изработува проект, па потоа проектот се ревидира. Доколку добиете позитивна ревизија, вие објавувате тендер за да изберете фирма која што ќе го реализира овој проект. Овие се две папки, значи од отворената постапка, значи за добивање на фирма која што работи сценската технологија. Овде исто, значи папките се полни со документација. И ова е само дел од она што денеска го прикажавте. Ова е само дел. А зашто е утре пресот Шема, зашто го држи? Значи потребно го да можам да голема го гледам, документација. но ова ќе го прегледаат новинарите утре и ќе имаат увид дека целата документација. Денески новинарите имаа можност да направат увид во било која документација. Направија ли увид? Погледнаа ли? Што рекла? Како да ви кажам? Како кој му се гледа? Да, дел праша, мислам, али никој, мислам, вака не беше толку заинтересиран да отвори, да прегледа, на вистина да се увери во овие се сите понуди кои што се подпишани, значи од фирмите, верно оригинал, значи пополнети, значи целосна документација. Што недостасува? Сега исто само ќе ви информирам и за ова, за стариот, исто така спомна дека за фали документација од отворената постапка за изработка за изградба на Стар театар Карабина. Посебно Карабина, посебно фасада се. Да, посебно одевме фазно. Значи овде е исто така целата документација. Значи до објавување, бидејќи беше меѓународен тендер, значи во весникот Financial Times. Решение од потреба за јавна набавка. Да, секогаш се носи. Ова е решение целосна документација. А ова зошто го имате? Бидејќи е меѓународен тендер, ние мораме да објавиме во еден странски весник. Така да во прилог е и весникот каде бил објавен овој тендер. Понудите од фирмите. Financial Times. Да, понудите од фирмите
тендерската документација, све што е потребно. Тендерска Исто и ова го документација, посочи дека нема tender документација. documentation for procurement notice following an international public announcement. Добро.